Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Ивица, се обединуваме повторно после мојата вчерашна пауза од лични причини. Вчера имавме пристојна емисија, тука ни беше историчарот Далибор Јовановски. Убаво е, знаеш, да се зборува за Грција со човек кој што знае грчки, ја следи сцената. За разлика, нели, од... И кој што напишал дури неколку книги на тема Грција, Македонија и за разлика од најголем дел од експертите за Грција во Македонија кои не знаат грчки. Да. Па и англиски тука много се знаеш, се купува. И експертите по римско право што не зборат латински. Таквите не се најбројни, да. Добро утро, ова утро за Јован Деспотовски од СДСМ. Добро утро. Високо позициониран функционер на оваа партија, директор, се уште актуелен на ТИРС зоните. Како беше цело име, Ивица? Технолошко-индустријски развојни зони. Да, барем директорот си сега знае името на институцијата. Но треба малку да го скратите секој. Не, тоа е услов да станеш директор, да го знаеш името на институцијата. Првото прашање на тестот. Да. Второто се потпишеш правилно. Време на кафе да така да погледате. Да. А не е лош кафе. Па мислам дека американо е тоа или турско? Не, турско. Турско. Односно македонско, односно домашно како ви. Не македонско, односно не. Србија, српско, Македонија, македонско. Нема македонско, кај нас како и него викаат македонско. Турско си го викаме, само ние го викаме, сите си го викаат. А босанска, српска. Уствари е етиопско. Елиники, да. Уствари да. Да, уствари е етиопско. И у Турција не расте кафе, колку што знам. Има дури една теорија дека знаеш дека тие што јаделе бобици од кафе им се забрзала интелигенцијата и така се забрзал одот кон Homo sapiens, така што гледаш од подзората на човештвото со кафето. Ние имаме за политика кај што го прават тоа кафето специјално. Не, тоа не, кај му иде памет. Не, па и тоа е, па не технологија. Добро, премногу е рано. Ивица и Јован се знаат премногу добро и тоа ми е навистина драго. Малку поише до микрофонот. Ова не се мрда понапред. Не се мрда. Супер, можеш да го повлечеш од игротека, така се вика. Имаше тоа у Скопје. Каде се знае 30 години се знае? Поише. Од игротека бе ти кажав. А од кај се од Карпош се знае? Оне од центар, јас сум. Али од игротека од градинка се вика. Да. Игротека е модерна. Се гледа дека Јован бил. А после во центар за странски јазици и се гледа дека бил Јован вистински социјалдемократ и не бил, нели, како да кажам, на висока нога и напред. Зашто дека сум бил со Ивица другар? Не, чим ти од Карпош си ги дружил. Тоа е. Јас сум од Карпош исто. Да. Не ли си од центар? Јас? Да. Не, по лична карта сум на Розвелтова, не пред добро, он е на граница. Да, он е крајшник. Ти можеш и вака и така да се идентификуваш. Уште сум ја живеам моментот од центар, меѓутоа личната карта ми е од Карпош, гласам во Карпош. Нема откажување. Нема предање, да. Фейк ньюз, значи мајка ми е уште личната карта ми уште дом. Деспотовски заврши уствари не се завршени изборите, денес се прегласува. На 6 избирачки места, да се кажеме. Иако ние законски немаме обврска затоа што сме радио со скопска радио фреквенција, со скопска локална фреквенција, сепак нема да ги коментираме денешното прегласување затоа што нека одлучуваат луѓето по свое убедување, да не го кршиме изборниот молк, иако за нас не важи изборниот молк, етички е да оставиме и да не го коментираме тоа. Но ќе коментираме нешто друго. На почеток, амерички first things first. Ајде. Дали Јован Деспотовски ќе се кандидира за председател на СДСМ? Сериозно размислувам да се кандидирам. Повторно, бидејќи веќе го направив тоа пред 3 години, мојот став за досегашните политики, ајде така ги кажеме, се надам дека се досегашни на вистина, дека нема да имаат континуитет понатаму, го кажав уште пред 3 години. Ево, не е малку нелогично 40.000 луѓе наводно гласа за на тие внатре-партиските избори за лидер на СДСМ, 160.000 гласови партијата добива за 2 години. Многу нелогично. Во Америка 1:10, 1:20 е гласање на партиски избори со гласање на за партија. Го оставам тоа зад нас, тогаш беше, значи, постапката беше таква како што беше, го знаем, види, после 3 години да го коментираме тоа како беше после свадба тапани. За нас спет снека, ама добро се. Не, после свадба тапани. Види, тогаш се определив да мојот став беше и јасен, излегов, честитав на тогаш избраниот председател и тоа е. Тој тоа го стив зад мене сега. Меѓутоа, оно што е важно и што останува. Добро. Е тоа дека мојот став и тогаш и денеска е дека
тогашната и се надевам пак кажам, се надевам дека до сегашната нема да продолжи, значи нема да има континуитет таа политика, мојот став го кажав и тогаш, а тоа е дека е погрешна и дека веќе сега се покажа на овие избори пред кога бе 10 дена, ајде денеска нема коментираме ништо радикално, нема смени гласањето денеска, така да ние коментирале, не коментирале, нема да има никакво влијание. Да, еден или двајца пратеници во најдобра варијанта, еден е. Фринч, мислам, Да, не значи ништо. Може би некаде значи Добро, во некоја математика за двотретинско мнозинство, меѓутоа во секој случај сакам да кажам дека него менува фактот дека за да се доживее дебакл секако, односно многу тежок. Значи во тоа дали ќе има само председател на Добро, и ово, значи повторка во историјата, да. Добро, да. Не само председател на ДИК, него има околу 10 на функции каде што опозицијата, главната опозицијска партија се прашува. Добро. Се доведе се во ситуација да не биде главна опозицијска партија, де факто се избориве таков е резултатот според бројот на Види, пратеници. по бројот на гласови, она што е, ајде да кажеме, се види, ако може да збориме уопште за позитивно нешто цела приказна за СДСМ, тоа е дека останавме едно од двете најголеми политички партии во државата по бројот на гласови, се разбира. Иако и тука е Добро, се едно, меѓутоа така, Добро, окей. без разлика е се. Значи, како си каже тоа да не, сега знам дека сме на дното, меѓутоа не правиме дупка на дното, нема да правиме. Не добра Да не работа, никога не може да не купаме помогне, дупка некој би на рекол. Не, значи не кажуј два пати. Види, заради тоа што трендот е очигледно лош. добро. И види, ако сега не се направи, ја Рез, тоа го викам да. радикален дисконтинуитет, сега не знам, е тежок збор за саба или 8-15 минути, суштина тоа е. Не знам како поинако го кажам. Прекин, по македонски. Рез. Дисконтинуитет е уствари да направиш баш така со нож да го пресечеш Тоа и да е, продолжиш да. поново. Фактички не знам сега имам дрвца во двори, некад кога гледаш дека не оди нешто, гранките до крај ги сече за да му дадеш можност на дрвото повторно заживе. Нема секогаш, не е веројатноста секогаш дека ги заживе, меѓутоа поминува во најчест број на случаи му се дава повторно живот, така да тоа ни треба. Добро, по За тоа 200.000 зборим. гласови, по 30 претеници СДСМ, ај по 30 претеници втор пат во историја, по 200.000 гласови прв пат во историја. Ајде сега ти кажа радикален дисконтинуитет, рез и така Па натаму. да, не знам да ми Како зборувате надвор од друг оваа дупка? Соодветно. Види, ја мислам дека безпредмет, види, немаме луксус сега во моментов да се трошиме време да се збориме за одговорност. Одговорноста е јасна. Иако е помина веќе 10 дена, без разлика на тоа што дел од мојот партиски другари има доблест, да кажеме, двајца мисля, дека излегува чисто, кажа дека даваат оставки, Битики и Лукаревска, добро. одговорност. Не, беше Сања и градоначалникот на Валандово Фатмир Да. беше условена као деме како даат сите, па и јас така, Мислам дека како и и да Јована не, Тренчевска уствари не е ни даде, важна, да. е тотално небитно суштина, меѓутоа види, пак кажам, немаме луксус да дискутираме кој е одговорен, јасно. Тоа прашање требаше се отвори, се затвори веднаш вечерта после изборите, не да правиме Добро, после ма 10 се дена. Јова ако спомна градоначалникот на Валандово, извини, ама сите градоначалници на СДСМ по мене Нема некој од председател на партијата заради тоа. не нема друго смисла сакам да кажам началник. дека тие треба да имаат голема почит од СДСМ внатре, но оној бранд да преживееш. Како Томе во Крушево, како се викаш во Валандово човеков, Добро. како во Росоман градоначалникот, Кост овој од како се викаше од Костадин Костадинов да, од од Струмица. Струмица. Да. Значи, оној бран неколкумина не се може преживеа с големија гласови. Значи тоа е за почит. И се дел од нив па не се ни во централен одбор. Зошто е тоа така? Не, кај види кај градоначалникот на Валандово е подпредседател на партијата, за тоа го спомнав. Јасно. Да го спомнав в позитивен контекст, не го кажам. Мислам, Ама не, ја го кажам дека треба да остане токму заради Не, ова секој факт. градоначалник, види, избран од граѓаните, за тоа нема Така дискусија, е. меѓутоа кога види као член на актуелното раководство на партијата, нема дилема. Добро. Еве, размислуваш да станеш лидер на СДСМ. Знаеш како? Би водел партија која? За почеток, уште од раните 90-ти се поврзува со транзицијата, потоа се поврзува со, не знам, сега последно, со промена на име, со територијална поделба предходно, Бугарскиот со договор. Бугарскиот договор. Ова се дамки кои сите некако полека низ годините како да го режат СДСМ помалку и тој квантум на фиксни гласачи постојано паѓа. Зошто постојано СДСМ ги носи еве овие вакви политики, вакви одлуки кои му одат на штета и еве трајно се покажуваат како проблематични за иднината на СДСМ. Види, партијата не може да постои и да функционира заради самата себе. Значи партијата постои и функционира
во интерес на државата и на граѓаните, се разбереме. Така што тоа што СДСМ го носи бремето на тешките одлуки од државата е последица веројатно на самиот материјал кој што направи на партијата, државотворена, ајде се Ивица може да се насмеме меѓутоа суштина така. Нека се насмеем веќе, ајде да се воздржуваме, ајде, затоа што се меѓутоа е така, и второто е тоа што види, во овој случај нашиот политички опонент досега стварно нема покажано таков материјал. Ако гледаме историски назад, колку е тоа 20, не се 25, него 35 години се, ствари веќе. Така ли? Така. Сега да види од се тоа што го наброја, види се, транзицијата како таква, да, можеме согласиме дека како проект не е баш нешто многу успешен и овака многу политички коректно кажано. Мада има и ВМРО учество, тоа не Лјупче. Ама се анализ на седнеме кажеме, знае сите сме криви, сите сме неизмачкани, не е така. Мислам, види, мислам во реалност е така, меѓутоа збориме за СДСМ, се не збориме за ВМРО. Така што пак ти кажам, таков е материјал од партијата и да, види, у клучни моменти подметнала грб и повторно кажам, не постои само заради себе, постои стварно во интерес на државата и на граѓаните. Сега, имам ја свој став во однос на Преспанскиот договор и членството на НАТО. Ова со Бугарија, односно со уставните измени, види, ситуацијата сега веќе поприлично јасна. Имавме на ја би го кажал референдумско како сега гласање на луѓе, односно изразување на став на изборите. Ние во нашата програма ставивме нешто, ВМРО стави во својата програма еден друг модел на решавање на тоа прашање. Луѓето во огромно мнозинство дадоа поддршка на тоа што ВМРО го предлага, така да види се нашиот политички опонент има можност тоа што е предвидено во нивната програма и за што добија поддршка од граѓаните да го спроведат во практика. Од наша страна секако ја се надевам дека има целосна поддршка во тоа. Добро, но ја мислам не мислите дека е претежок бренд за преземање СДСМ? Дека има премногу изгубено во изминатите години, знаете, тоа е исто како да не е исто да го преземеш СДСМ како да купиш сендвичарница во која во изминатите 6 месеци имало 10 пати тровање. Еве вака сега. Тоа би го спорил, ја би го спорил малце поинаку, кај го спорил сега да влезеш и да нормално дека секој сега кога ќе види на паркинг убаво Порше паркиране некоја кола на која што треба тотален ремонт, си ја земе Поршето нормално ќе се вози. Меѓутоа, види, као човек никогаш не сум се плашил од предизвик. Ова е сега предизвик, реално. И тоа види, ќе биде ужасно тешко, се разбира. Но веќе е тешко, нема што да биде, веќе е тешко. И кој да се нафати на таа позиција таму, види, стварно ќе треба многу да нерви како сајли прво број еден и второ напор за да се не сакам да солам памет, ама јава тоа дека знаеш, едни правеле тешки одлуки, други не правеле. Можеш едно кафе да Сега сигурно. Сега ќе имаме пауза за кафе. Мислам дека таа парадигма треба да се промени, затоа што луѓето тоа не го купуваат веќе, знаеш. Кога нешто не купуваат, треба да се промени. Па тоа демек, овие правеле тешки одлуки, затоа пропаѓале. Така што? Не се разбрав. Не се разбравме. Јас само одговорив на прашањето на Лјупче зашто така. Кажам. Има материјалот така и кај нашиот политички опонент не се покажало до сега, факт. Меѓутоа, па не знам. Види, не реков, види, за резултатот на овие избори сега, далеко, види, 2020 година. Добро. СДСМ доби поддршка од граѓаните. Истиот наратив беше и тогаш да го пратат дуи опозиција, за жал не добивме само 2 мандата поише од ВМРО. ВМРО со истиот наратив сега го пратиме дуи опозиција, доби 30 мандата плюс. Не е важно. Луѓето така проценира, така мислам таков глас дали тоа е завршена работа. Народот е секогаш по право. Ова резултат се ако трнеме ние со во анализата да кажеме со овие 155.000 гласа се последица на тоа што сме носеле тешки одлуки, исклучио тоа, може само се лажам. Така ли? Не. Ама така беше и 98. Тоа може само станаме си да се продолжите да се зборувате. Јас се обидувам да ве извадам. Не, никако. Да се разбереме, тук имаше грешки, мислам грешки, тоа пак политички коректно кажано и во делот на креирање, политички коректно кажано. Користиме тешки зборови, пак ајде 8 сат са бајле да не ги вознемируваме слушателите. Имаше грешки у креирање на политики, имаше ужасно многу грешки у спроведување на политиките и законите ако сагата и ужасно многу грешки во делот на кадровските решенија, да се разбереме, така што Добро.
Мислам, ај од тоа да трнеме прво, па да се избориме за другите работи. Кадрските решенија стално да се занимава уште од пета земска конференција, нели? Заради објективни околности и субјективни слабости, така беше. Ма така е. Така е. Ајде идеме на пауза, па потоа Одиме на пауза. Кафево мора гостинов да го доразбудиме, добро, па потоа Имам и прашање од слушателите. Нема сега да се колиме, да се бесиме. Боже, почитувани сачуваме. слушатели, дај смирете се малце. да, Зашто па затоа да, што Катар Катар не, има- Против мене многу или против што има многу? Не. Знаеш, се споменуваат зборови кои се за мене говор на омраза од типот криминалци, вакви, онакви. Има и луѓе кои ве поддржуваат, има некој еден вели одличен млад човек, не знам што бара таму. Почитувани слушатели, останете со нас с кафето да го испиеме второ и се враќаме со вториот дел од емисијата во кој ќе разгледуваме стратегии па каде може да утне и ВМРО-ДПМН не сега. Се враќаме назад. Ово утро едно кафе ни е малку, две ни се многу. Но ќе се расониме. Деспотовски, да не навлегуваме нели во тоа каква ќе биде ситуацијата, колку е тоа лошо, тоа ќе си го дискутирате внатре во партијата, но она што е важно е колку кандидати за председател на СДСМ очекувате да има. До сега има само еден јавно Не потврден. знам, Славјанка. Славјанка Петров. не знам, не знам колку е тоа важно, искрено да видам, дали ќе видат двајца, тројца и да има повеќе, не е тоа ништо страшно, затоа што моделот е добро поставен. Едно од подобрите работи што се направи во партијата во изминативе неколку години, меѓу другото беше и промена на тој модел на бирање на председател. Чи одлуката е во рацете на членовите на партијата, така што и моделот е добро поставен во смисла на тоа да колку и да излезат кандидати, значи првите двајца, секако доколку првиот не добие, тој што добил најголем број на гласови не добие мнозинство, тие што излегле, си во втор круг, така што организирано е како што треба. Извини сега, малце Ајде. ќе биде можеби ова некултурно Биде, за тебе, слободно, но нема проблем. има едно прашање, како бе тоа? Членовите бирале председател на СДСМ. Како покрај толку многу луѓе кои пораснале во СДСМ, кои биле од деца во СДСМ, членовите на последните избори избра еден човек за лидер на СДСМ кој најголем дел ние од надвор од медиумите викаме кој е овој бе? Добро, Знаеш, види, минатиот пат имаше ситуација во која што тогаш актуелниот председател на партијата со целата своја политичка тежина и влијание во партијата застана позади еден кандидат. И таква ситуација сега нема, да се разбереме. Така што јас навистина очекувам дека овој пат ќе имаме многу поконкурентен процес и многу по и резултат кој што многу по-реално ќе ги отсликува состојбите и размислувањата кај луѓето. Тука да застанам на тоа. Така што тоа што се случи минатиот пат не би го пресликувал сега. И дека се согласувам делумно со она што го ние од коментира. надвор како бе овие Така. 70, 30, 50, небитно Се колку луѓе излегле. Се согласувам. Ние не го познаваме. Меѓутоа човекот види од надвор. мојот став тогаш беше исто така дека начинот на кој што се да кажем организираш и спроведе целата работа не беше окей. И заради тоа меѓу другото беше едно од мотивите зашто јас во тој момент тогаш излегов и кажав мојот не се согласувам со ова, мојот предлог е ваков. А добро, Јово, ај сега, иако не се плаче не се збори за историјата, но ајде и тоа да го фатиме. Зошто тогаш не излеговте на избори? Сигурно поише, мислам, јасно беше дека треба да излезете на избори. После локалните веднаш, на вонредни. Немаш овој дебакл да се случи. Види, пак зборуваме Која се донесе за што одлуката? би било, кога би било, Не, знаеш, која на донесе хипотетички одлуката? ситуации, меѓутоа се согласувам од сегашна перспектива. И од тогашна перспектива веројатно било рационално да се размислува на тема веднаш по Зборевме локалните, си, така, да. веднаш по локалните да се врати мандатот, да се побара, нели. Као Санчес што направи во Шпанија. Ако гледаш така, имало логика и по неуспехот на разговорите со главната опозицијска партија, тоа беше негде 2022, ако не се лажам, така ли беше после Да, протестите, да, имаше да, некои да. разговори кога се виде дека тој обид за политички договор меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН пропадна. Икс причини, не е важно зошто. Веројатно и тогаш да се врати мандатот, затоа што ако уште тогаш знаевме дека главна политика и главна преокупација ќе не биде уставните измени, а знаевме при тоа дека бројката до 80 заради тоа што ВМРО
требаше не може да се процени постигне дека тоа. не, едноставно без ВМРО немаше да се случи тоа. Може би што тоа што требаше да се отиде со Да. предвремени избори, им кажа новите, видете вака, ова е нашиот предлог, нашиот политички опонент се залага за нешто друго, ајте повелете, кажете. Пошто е важно прашање, членството во Европската унија е стратешко важно прашање за државата. И на крајот на тука нема денот разлики, луѓето, точно. ма тоа се случи. Еве го, сега пред 10 дена се случи. Ние повторно излеговме на избори, во кој што во нашата програма стоеше, ние се залагаме за моделот кој што го нудиме 3 години назад. ВМРО има свој предлог, гласете. И луѓето искочија 3:1 кажаа дека моделот што го нуди ВМРО прифатли. Добро. Така да само го пролонгиравме она што Чекај се, ајде одиме. Ще се откажали луѓето. Чека, од осте тоа, не. Пошто не не е така, не е така, меѓутоа осте се таа. Значи не би го кажа. Ако ништо друго барем Јово не е Кои луѓе, граѓаните? Да, пошто нели беше Јово не е од тие кои што Јово не е од тие кои што друкат по граѓаните, никогаш не бил таков, Нема така ништо што да го правам тоа. Ај вака сега, една работа која што навистина провејува насекаде во јавноста е зошто СДСМ му дозволи на Дуи Волку да се расшири во власта. Види, не е нормално. СДСМ има 36 пратеници во собранието, Дуи има 11. Како може овие со 11 се однесуваат кога имаат 111, а овие со 36 кога имаат 11? Што се случи? Ај вака ќе ти го префрлам, ќе ти дам уште еден податок. Ајде. Во дискусија една со близок пријател кој што тотално не заинтересиран во политика, меѓутоа кога таков тип на луѓе Гарантија, ја знам, добро. почнуваат, не, Добро. може да го знаеш, не врска, не е битно. Кога таков тип на луѓе, тоа е добар лакмус. Види, добро е кога, знаеш како и кога си носител на јавна функција, кога ќе отидеш повисоко у политика или што и да се бавиш не е важно, добро е да продолжиш да идеш на истото место кај што си пиел кафе цел живот, или на истата тезга на пазар кај што си идел цел живот. Затоа што и кога луѓето кои што се тотално незаинтересирани за политика, почнува да коментираат некои работи, тоа е одличен лакмус дека некоја работа прелеала, позитивна, најчесто негативна. Се. Третиот коментар беше пред година ден, вика што се случува во државата, имам впечаток дека целосно минира вашиот политички партнер, односно коалицијски партнер, тоаш. Сегаш. Направив, знаеш како, седнам и на ливче едно скицирам од поважните позиции министерски, директорски од државата, колку има СДСМ, колку има Дуи. Ќе си знаеш ако ти кажам дека од 30 поважни места, че министерски, директорски, соодносот бил 2:1. За? За ти кажи. Која процент? Битните? Од битните? 30, значи министерски места и плюс поважни директорски места. Добро се види. Ја го гледам на Соодносот 2:1. За Во чија СДСМ. полза? За СДСМ. Па зашто тоа не дојде до израз? Клучното прашање е тоа, значи пред да зборуваме за зашто перцепцијата дека Дуи доминира со клучните процеси во државата се создала, треба да видиме од каде тоа произлегува. Од бројките? Не. Самиот кажа за претениците, еве ти го податокот и за но клучните позиции. Тоа значи дека сме потврлиле, Да. Ивица, во делот на кадрската политика. Зашо види? Затоа што нашите луѓе очигледно биле невидливи. Излегува Ковачевски, кажува нешто, никому ништо. Излегува Али Ахмети, кажува нешто, станува владина политика. Сега, така заклучуваме, нели? и Така, најголемата- затоа доаѓаме до моментот дека луѓето Да. всушност го креират печат. Сега, што сака Но, може да зборуваме за Црвенковски, Деспотовски, но тој знаеш, кога излегувал, извини, излезано било. знаеш. Најголемата забелешка е, не е на тоа кој колку функции поделил. Најголемата забелешка е што СДСМ ниту еднаш јавно не реагираше на ниту една од глупостите на Дуи. Еве затоа зборуваме сега. Значи, Знаеш. кадровскиот момент, значи ја реков, три потврлања, политиките, спроведувањето на политиките, законите и луѓето. Еве сега ќе ви кажам, татко ми како размислува. Постар човек, 67-8 години, реализиран, добра пензија, деца, внуци, животни предизвици као луѓе на тие години. Ми вика вака, оди на гласа, нема нешто некој многу голема определеност, ама не гласа за Пендаровски, му викам зашо не гласаш? Вика, не може да гласам, Дуи да играат фудбал, вика у канцеларија, а ја вика а он да не им каже, шо вие нормални ли сте фудбал играт? И сега вака го гледам, викам, добро се, која ти е логика, гледај што се случило држава, правосудство, корупција, криминал, вика, криминалот и корупција у Македонија нема да се решат.
Ама работава, бе, треба да има ред, треба да се знае, вика, треба да има авторитет председателот и така натаму. Беше Гришка Петровски. На луѓето од таа генерација, ти која ќе видите, извини, сега некои модерни политики, да, но седнали играат фудбал у канцеларија и сега ние сите ким кјутиме, ким се смееме. Значи, ние изгубивме битката прво кај јавноста и кај перцепцијата, кај јавност перцепција на види, у политика перцепција све. Така што не заокружија за нас. Заради тоа што никој не сака си го фрли гласот во ветер. Значи никој не сака да гласа за некој што не е потентен да владе. Да. И ако не те доживува дека си потентен да владеш, зошто го дали гласот за тебе? Ето, вака, у две реченици. Така што целосно го разбирам. Стариот твој во ставот негов дека да, види, некои клучни прашања во државата се процеси кои што треба да се случат. Иако не се согласувам дека никој нема да реши криминалот и корупцијата, ако трне по таа логика, ќе дигнеме раци од све, тоа не е добро. Се има некој помалку, некој поише нихилист. Меѓутоа, проблемот е што на одредени, ајде да кажеме, у наводници посетни работи, ова Ивица што го потегна како дискусија, ова сега што го коментираш ти, согласувам дека е така. И не те доживуваат како потентен да влад. А имаш се, точно се, согласувам. Не знам бројки од кај ги извади само за пратеници, меѓутоа добра е. Коалицијата како тргнеме само 36 се СДС. Не е важно. Меѓутоа, види, најголема партија во собрание сме били. И еве у распоредот на власта реално сме имале 2:1 позиција. Зборам, СДС во однос на до израз тоа воопшто знаеш. И се прашањето е зошто? Да. Не си имал можност, си имал. Да. Граѓаните ти дале доверба? Да. Што направи со таа доверба? Бев невидлив. Да. Зашто видите да повторам? Сега, ако идеме по таа листа, што се замерат граѓаните, например, и ова, тие некои страотни, значи тоа му се влече на СДС уште од 90-тите, значи во смисол неодговорност при владењето, секојдневното управување со државата. Тоа овој пат се скрши највише на кризата со пасошите. Значи не може да се бега. Панчо Точковски не е виновен за тоа. Виновен е тој што требало да планира дека ќе се случи тоа што се случи. Граѓаните не се виновни исто така. Зошто еве се потврла на ситници се потврла Јово. Не може така, пази. Не е тоа ситница, тоа е важна работа. Не важна работа, меѓутоа зошто ситница во смисол десно се решава. Не може работа која што со дигитрон се решава при владење да се потврли. Зошто тоа така? Мислам, како ти кажам, пак зборуваме. Значи партија која што себе се представува како европска партија, отворена, космополитска, носител на атомско јадро, сето тоа го прифаќам и така сакал се да се представа. И добро е тоа. И сега ти потврла на дневно владење, дневно управување со државата. И нема одговорност. Зошто тоа се случи? Ова последно што го кажам, мислам дека ти вредеше за целиот разговор, а тоа е немањето на одговорност, затоа што баш заради немањето на одговорност, види, овој случај не зборуваме за криминал. Овој случај не зборуваме за прекршување на закон, овој случај зборуваме за неработа. Некадарност. Поблиску беше Љупче со дефиницијата. Да. Да не предвидиш ти дека меѓутоа клучната работа е што да, немањето на одговорност за неиспоред. Секој од нас кога го бираат му даваат мандат и задача да работи нешто. Така е. И ја излегувам секој месец или на секој квартал, не е важно, и кажувам другари, јас стигнав до тука. Работни места, плати тоа. Може да искочат другите да кажат не е доволно, вака е, така е, поишимо, супер. Меѓутоа може да дискутира. Кога секој ќе се гледа работата у својот двор и за тоа за што го плаќаат луѓето, веројатно ќе има многу поголема одговорност. Ние се дојдовме ситуација и тоа нема врска со да само генерално е таква ситуацијата. Секој поише гледа у туѓиот двор, него да се гледа за тоа што го плаќаат. Немањето на професионализам, дозволи бе. Значи во политиката немањето на професионализам ја чини оваа држава многу. Ама имате две тела кај што ги разгледувате овие работи. Првото е владата, второто е извршен одбор на СДСМ. Добро. А вајда таму се зборува за тоа. Може да се зборувало, не знам. Ја не сум член ниту на владата, ниту на извршен одбор на СДСМ. Едно од десетиците вели добро, но Јован каде беше досега? Вика да ги критикуваш вака политиките на СДСМ, а сега вика после избори најде да го каже. Така, Јован пред 3 години се кандидираше за председател на СДСМ во трка во која што сите ќе се согласиме дека однапред беше дефиниран победник. Да, се беше договорено. Така што тоа беше доволно јасно кажување дека работите не се добри. И второ, јас сум 30 години во едно семејство, политичко семејство, СДСМ. Доволно
реално чувствувам лојалност за во одредени ситуации да изиграм и за тимот и за семејството, затоа што навистина сметам дека така треба да биде. Значи најлесно беше после тие избори да искочам да кажам себе шо наместено и јас излегам и ќе функционирам како фракција или како не е важно што и да фрлам со дрве по камења по партијата и види, имаше такви ситуации од наши поранешни партиски другари кои што Ви земаш пратеници. Ете, така сам кажа. Така што и тоа е опција во политичкото действување, меѓутоа јас се определив да останам лојален на семејството. Меѓутоа лојалноста кон семејството не подразбира дека сега треба да молчиме. Откако веќе знаеме дека луѓето се изјасни. Како ние примиме пораката од граѓаните, ако јас седам тука сега вас двајца или било каде ќе појавам и кажам дека знаеш како ние ова што паднавме е резултат на тоа што носевме тешки одлуки. Не. Или ние сме биле супер, ама луѓето не препознале и си заслужуваат влада ко ВМРО. Глупости. Разбираш, така што тоа е одговорот на прашањето. Иначе да, јас кога требаше да се кажи, кога никој од овие сега што коментираат и фрлаат дрва и камења по партијата, вклучително овие што се одважи излегува надвор од партијата, никој не се одважи тоа да искочи да е кандидат за председател во партијата, во тие внатре-партиски избори. Имам, сега ќе ви кажам уште еден впечаток. Исто вака со луѓе интелектуалци што зборувам, велат, знаете ли зашто велат ВМРО сега ќе влада и тоа ќе влада долго? Велам зашто? Затоа што ќе почнат да го прават, ќе почнат и го прават она што Заев требаше да го прави, а не го направи, сите очекува од него. Што велам? Вика, да се апси. Што е суштината? СДСМ 2016 година, се сеќавам многу убаво, како да беше вчера, ако има колку 7 години поминато. 8 скоро. 2016 година нас ни вети правда, ни вети ослободување на институциите, ни вети функционирање на државниот апарат. Ние ништо од ова не видовме. И се ова деградираше. Суштината зошто таа шарена револуција успеа, во која СДСМ имаше 150.000 луѓе кои претходно не гласале за СДСМ, не биле дел од гласачкото СДСМ, ги доби тие луѓе. И на крај сите ги разочара, постапувајќи сосем спротивно. И во овој период, сега да бидам искрен, моје лично мислење е дека вие се обидовте дури да ги надминете и оние митови кои не беа точни за дел за ВМРО, дел и беа точни, тие ги надминавте, ама дури оние митови толку милиарда се украло, волку се украло, вака се направи. СДСМ се обиде и тие работи кои ги перцепцијата за тоа како ВМРО крадела да ја надмине. За перцепција ако зборуваме, у реалноста мислам дека далеко од тоа, меѓутоа ќе се согласам со тема што го кажа на почетокот на прашањето, а тоа е дека имаше ветување за правда, потврливме и на крајот она што се случи е разочарување целосно, разочарување политички многу коректно, нели, повторно кажувам, во делот на спроведување на законите. Зашто имаше вчера позитивна реакција за она што се случи со овој во наводници забавниот парк во Карпош? Каква реакција имаше вчера во јавност? Што владење на правото гледаш? Пази, за нормална работа, согласен че немаш ништо спектакуларно тука, немаш ништо тука вонредно како напор, да кажем, или. И тоа имаш дури јас се зачудив. За жал. Имаш една институција, град Скопје, која што излегува и каже, имаме проблем, функционира тие тука и тука. Имало инспекција следниот ден и денот после тоа доаѓа МВР и вика, дечки, пакувајте се, соберете се. И ти имаш извонредно позитивна реакција кај луѓе. Пази, јас бев позитивно изненаден како сето тоа, а станува збор за нормално функционирање на државата, кој што во ниту еден било каде, не знам дали во Западниот Балкан, меѓутоа било каде во Западна Европа, ако излезеш, тоа нема да се проследи како вест. Нема да се проследи како вест, тоа е норм секојдневно, значи ние сме стигнале до таму како општество се збораме, тоа е не е само последица на владењето на СДС. Сме се доли ситуација на информации за функционирање нормално на државата и на институциите, да викаме браво. Тоа не е добро. Браво што Рингишпил незаконски не стиг дозволиле да стават. Исто, например, сега, да бидеме објективни, ние после подолго време за прв пат гледаме судија да биде уапсен. И Судскиот совет така експресно да му ја земе
да му го земе имунитетот. И тоа е тема, Деспотовски. Знаете, судството кај нас стана една заштитена, како да кажам, гранка, каде што никој ништо не им може на тие луѓе, а така лесно одлучуваат за суди, а не дај Боже, сте се дружеле вие со Боки 13? Јас? Да. Не познам. Не, па не ни ве спомна Не го познам. во подкастот. Како СДСМ се доведе во ситуација да соработува со една таква гротескна фигура, која сега е вака, ги раскажува по подкасти. Не им велевте на тие сите луѓе ви се пријатели со работници, не знам, дали станува збор за Шекеринска, дали станува збор за Богоев, луѓе кои јас, нели сум ги почитувал како карактер, не им викавте, добро, вие нормални ли сте, шо правите со овој? И не знам што би можело да им се врти на луѓето во глава во такви ситуации за да прифатат, да кажеме, комуникација со ликови како тој што го споменавте како Бојан. Инаку да спекна ово што го спомена за судиеве, да така е со тоа што добро. Види, јас Панчев министерот за внатрешни, новиот министер, оствари техничкиот министер, го познам релативно кратко, меѓутоа го почитувам навистина многу, со тоа што треба да бидеме фери да кажеме дека тоа што се случи во судството е резултат на координирана акција на повеќе институции, така што не е тоа ексклузивно само МВР, сега се случува заради тоа што има промена власти, иако е супер чекор напред. Разбереме, така што и на тоа аплауз. Мислам, нема збор за тоа, затоа што да, и тоа покажува дека правната држава може да функционира во целост. А ово што коментира за, знаеш како, за жал, иако тоа не е ексклузивна карактеристика на македонското општество, генерално постои секаде во западните земји, такви фигури, такви ликови просперираат, се успева да се етаблираат високо во политичко општествено деловни кругови, да, после тоа цената која што ја плаќаат тие кои што не се внимателни во комуникацијата е таа која што се случува. Не само и во бизнисот не се. Иако за мене е фрапантно, за мене е фрапантно да имаш не знам колку 700, 800, не знам ни колку ми кажа нормално, него не гледав пошто секако не ме засега. Да имаш 700 или 800 илјади прегледи на една таква емисија. А добро, не ти е логично, мене ми е логично, знаеш зашо? Логично, тотално нелогично. Мене ми е тотално логично. Вие се редеа таму премиер, министри околу него и тоа грандиозно пропадна. И сега види, се што грандиозно... Абе, Рот го однесла. Да, Рот го однесла. Како кој, извини? Рот од Германија. Рот. Рот го однесла таму са Шордановски, нели се гордееше, покажуваше како се бореле против корупција, а таму корупцијата цела. Да. Значи, види, пази, се што спектакуларно пропаѓа е интересно. Се што спектакуларно се лансира интересно, зашо Елон Маск е интересен, зашо не? Ама интересен е некој пропалитет. Не можеш да го споредуваш ова со Елон Маск. И пак ќе најдам некој овој како се викаше што Берни Медов, оној што направи. Берни Медов, да, добро. Што Берни Медов не био гледале милиони луѓе кои излиза на подкаст. Ја филмот го гледав така. Па Ја гледав трите филми. Ова е некој микромедов. И Да, документари. иначе за слушателите кажеме, Берни Медов е ликот кој што јас пробал последната понзи шема, односно пирамидална шема во Америка. Со не знам колку милиарди евра беше. А во исто време, додека ја правил шемата, е основач и во управен одбор на втората најголема берза во Америка, на Nasdaq. Како беше, да. Имаше супер филм за него. Одличен филм. Преваранти има сегде, но работа на политиката е некако да филтрира. Не, тоа е работа на добро домашно воспитување, тоа е добро, и тоа е работа и на интегритет на луѓето малку, така што види, ќе те прашам тебе, ти зашто не се дружиш со него? Со Боки? Да. Или се дружал можда, не знам. Никога. Не знам, и би се дружил со него, не, веројатно некој што го познав, сигурно не би. Ја од психопати си имам дружено само со Палчо и тоа случајно у Манда, пошто таму се днеше. Вака други немам некој голем распун. Знаете како, но суштината беше дека корупцијата, начинот на коруптивното владење, ало СЈ успеа да го уништат од мајци носење до у затвор да иде Катица Јанева. И са тоа не може да биде без последици од страна на граѓаните, но ај да го тргнеме тоа на страна Деспотовски. Мене ме интересира иднината на СДСМ, а иднината на СДСМ е една енигма во овој период. Зошто? Ние имаме еден период од 2013 година, кога Зоран Заев ја презема таа партија, до овие избори имаме еден период кој ја го нарекувам заевизам. Односно, период каде што СДСМ се трга од таа своја ортодоксна СДСМовска политика, се отвара кон нешто сосем друго и
тоа имаше, даде своевремено свој резултат, но еве сега заврши вака како што заврши. Кој е сега следниот стадиум кој треба да го има СДСМ? Кон што треба, кон какви политики треба да се насочи СДСМ? Кон повеќе почитување на националното, македонското, можеби да ретерира, кон, не знам, да го зачува епитетот на најевроцентрична партија во државата. Кој според тебе? Зашто многу ја фати, убаво ни оди, знаеш, онака многу ја фати, вака сложен еден коментар само да прочитам, еден слушател вика, кој со бомби доаѓа, со боки го испраќа. Што вика како? Кој со бомби доаѓа, со боки го испраќаат. Така, али не, а може ли да али евроцентричност и македонизмот не идат, мислам идат заедно, не се контра. А чека, може ли тука зашто ги раздвои двете едно работи? подпрашање тука? Ајде. Ај вака се, наместо вака поабстрактно, ај конкретно. Ајде повели. Кога би донел Јово Деспотовски одлука да се кандидира за лидер на СДСМ, како ќе изгледа СДСМ под палка на Јово Деспотовски? Тоа кога би ми избрале, да. Ајде, види, зашто тоа е одговор на прашањето? Што го поставам? Да, тргнав да го одговарам, значи, види, партија посветена на ЕУ дефинитивно да, меѓутоа првенствено на нормално, како го рече македонизмот ли го каже. Да. Затоа што не овој фолклорниот, не овој романтичниот кој што го гледаме се низ јавноста и кој што принцип пропагира нашиот политички опонент, него види, знаеш како, сакаш да кажеш дека си македонец и работиш во интересите на државата, значи треба да ги слушаш потребите на луѓето. Мене ако ја прашаш македонизам и доследно спроведување на законите, ова што го зборевме пред. Така луѓето ќе ги направиш навистина се чувствуваат достоинствено во својата држава, да не се срамат од својата држава. Чисти ѓубре ако косиш треба, тоа што треба, ако возиш грижа за тој дел, ако имаш училишта кои што се пристојни и средени, све луѓето нема се срамат од својата држава. Тоа е македонизм. Не е македонизм да мафтам ја со знамето од сонцето од Вергина, без разлика на тоа што дел од вашата публика нема да служи со тоа. Јас си го сакам моето државно знаме. Моето државно знаме, знаето на мојата татковина Македонија. Така што види, не можеш да го да не го почитуваш па и старото знаме, луѓето што се препознаваат со тоа. Јас кажувам само што е тоа што јас го почитувам. Секој има право да види, некој си го почитува знамето со лавчето. Ај, нема проблем. Нема сакам да кажам, дали било државно знаме, дали под тоа знаме македонската независност е донесена. Не може да го спориме тоа како дел од историја, ме разбираш. Не се разбираме погрешно. Јас кажувам само дека практичните работи кои што се важни. Согласуваме. Така што ова што го збориме за тоа како би изгледало СДСМ понатаму. Практично. Да. Значи во пракса. Во практичните работи, потребите на луѓето, тоа е македонизмот кој што треба да го спроведува. Ти не би се облакал како комите за да покажеш колкав македонец си, тоа би го направил на различен начин. Со тоа што не прифаќам да бидам помал македонец заради тоа што што го викаш ти дека него не сум под знамето од сонцето од Вергин или не знам што, че не го дозволувам тоа. Че не може никој да ми го оспори дали сум голем македонец или голем македонец тој кој што ги спроведува. Кај суштинската промена, кај е свичот кон овие политики, затоа што потребите на луѓето. Потребите на луѓето. Али може едно не може да знаеш како на Грциве кој му попушта СДСМ. Не. Потребите на луѓето. На тој кој му попушта СДСМ. Потребите на луѓето. Види, политиката на попуштање не е добра. Политика затоа што еднаш на крајот ќе попушти тој што попушта цело време. И па еве го попушти, да. И па се гледа, тоа кажам. Така што таа политика на попуштање не. А може ли сега едно подпрашање, види, окей беше ова што го кажуваш, да речеме некое друго време. Спази се. Сега го знаеш и него генерација една школска година помал од нас Кристијан Мицкоски. Добре. Значи сега имаш лидер на СДСМ, на ВМРО ДПМН, кој што ја води партијата во еден различен правец. Значи имаш на ВМРО ДПМН кој што не е фолклорно. Туку напротив со овие гласови, со овие политики станува центристичка партија во Македонија. Имаш да видиме тоа до прва, добро како се спроведува. Имаш едно ВМРО кој што не спори ништо, ниту пак спорела ЕУ, НАТО и така, натаму го тера баш по учебник. Сега СДСМ ако уште ја тера причата, овие се фолклор, промашува фолклорот, отиде на други места, на маргини. Не знам на таму како се вика тие интегри, како се вика на родини и така натаму. Значи, ја промашувате метата. Како ги се постави? Прашањето е, имате партија што се расширила преку цел центар, ви го земала гласачкото тело. Како ќе го вратите назад? Види, ти си доволно лево од центарот по многу политики. Не економски. Види, кај економските политики мислам дека сме поприлично либерални едните и другите. Не. Економско сме либерални ние ВМРО факт. Во делот на општествените работи мислам дека доволно имаме собствен идентитет во тој сегмент за да можеме да кажеме дека се разликуваме од ВМРО. Али види, на крајот на денот
Знаеш како? Новиот пристап кој би бил? Новиот пристап би бил сето она за кое што, каде што и кај нас, и кај нив во програмата е предвидена една работа, за која што луѓето гласале се изјасниле, навистина нема причина зашто не соработува. Значи во делов Така што тоа би било да кажеме еден нов, мене кој праши еден нов дух. Ако зборуваме за македонизмот, пак нема проблем. Како ние практично ќе покажеме дека сме посветени за и работиме интересот значи, на држава. Ако излезе владата со платформа, Подаваме рака. Добре, Не треба да излага со ништо. Не, Имаш ти треба. платформа, имаш програма. Добро, точно. И вели седнуваме пак со Бугарија и со големе ќе има ли тука СДСМ ќе даде поддршка? Јас ти одговорив на прашањето, Добро. ќе одговорам уште еднаш. Имаше референдум пред 10 дена, така ли? Изборите може да се каже дека се референдум. Секако. Така. Добро. У нашата програма стоеше, ние 3 години се залагаме за овој модел на решавање на проблемот со Бугарија, односно со уставните измени, вакви по овој модел кој што го заговарал. ВМРО во својата програма предвида нешто друго. Што е да предвида, не е важно. Уставни измени со одложено дејство, не е проблем. Како гласа луѓето? 3 премедено полза на ВМРО. Ние како викаме дека ја примивме пораката на одредените? Како ќе покажеме практично? Како ајде? Веќе ти кажам. Ако ВМРО добил мандат од граѓаните да спроведе тоа што го предвидел во својата програма, че луѓето се изјасниле дека нивниот модел е поприфатлив. Не, немаме друга опција освен да го прифатиме тоа и да даваме поддршка. За оној предлог... Ете ти го практичниот дел, инако зборувам, не е фантомски, не е фолклор делот, македонизам, не мора, види, идат у иста реченица. И практичната поддршка, не треба ние седнеме се договараме коалиција со нив. А никој не зборува тоа. Не разбираш, не треба ние седнеме се пазариме, слушај, ај ти поштеди ги овие молимте, а јас ќе не, гласам за собрание за ова. А за друго зборува. Него токму ова. И тоа не само за клучни прашања. Имаш ти утре гласање за реформи за како ќе организира јавна управа, нели, министерства, нови институции и така натаму. Ние 3 години зборам на таа тема дека тоа мора да се направи. Ние да немаме министерство за дигитализација. Него имаш ти потреба некои институции да ги се избришат, некои да се спојат. Да. Че ние 3 години збори. Ја лично 3 години зборам за тоа. И сега, ако јас верувам во тоа, во мојата програма како стои, во нивната програма стои, зошто да не дигнеме рака да обезбедиме ние 2/3 за да промени тоа да се спроведе? Ама види, може па и да имплементирате некоја ваша Извини идеја. се, ова иде у линија на национални интереси. Иде. Ете ти го Не, па и практично. ова, например, И зашто тука треба бркаме лево или десно? Она што ми се допадна, што да речеме на денот на изборите излегува клучни ликови од СДСМ да речат гласајте луѓе, не сме да пропаднат изборите. Дали тоа беше свесна одлука или беше малце подифузна во партијата? Ја можам за себе да кажам дека важно беше и Да. тоа е тоа. Види, важно, види и кога губиш, јасно, кога губиш, треба да одиграш некојаш и за Види, ја За државата. вака кога ќе размислам Ивица, ја Не, во овој случај кога губиш, поентата беше кога губиш сепак одигруваш, видиш, Види. играш фудбал и одиграш за Ивица, јас сепак сметам после се дека цензусот за претседателски избори треба да се укине. не да остане. Зашто? Затоа што Не. тоа е добар лакмус дали некој е доволно будала да ги бойкотира. Не, немај така. Знаеш, Немај така. мислам дека тоа треба Нема се додека никој и ВМРО на претходните избори знаеа дека ќе изгубат во вториот круг, нели, по резултатот во првиот круг и Не, потоа не беше ще така, надуи. меѓутоа беше, не беше така, меѓутоа имаше една ситуација тоа што 2005, мислам дека исто така одигра за државата, беше Да. Сашко Кедев со Бранко Црвенковски. Не, На минатите избори не знае дека ќе изгубат, не. Е како не знае се дуи јавно го поддржа Пендаровски, се знае се едно. што Те Види, се беше во резултатот. ретроспектива, затоа што до нас доаѓа некои интересни муабети, со Љупчо ги коментиравме тука во студио, од СДСМ внатре, беше ли грешка поддршката за Пендаровски за втор мандат? Затоа што до нас дојдоа сериозни индикации дека внатре има проблем во партијата со тоа. Види, не можам да кажам бидејќи не сум раководните структури на партијата од Но добро, 2017 година. доаѓаат меѓутоа, до тебе овие муабети. Ај вака ќе го кажам. Ајде. Мислам дека моделот на бирање на кандидати за клучни позиции. Сега зборам за кандидат за претседател на државата, за кандидат за премиер, ако сакаш, па и носители на листи е поставен лош. Што значи тоа? Тоа значи дека релативно тесен круг на луѓе, при тоа после тоа се верификува од страна на самите делегати, определува. И ако сакаме да имаме реална слика за расположението на луѓето, се не го коментирам само за стево генерално. Зборам, види, пошто истото прашање може да го поставиш и за носителите на листи, каде што мислам дека многу повеќе потврдивме него согласен. него кај стево, пошто кај стево имаше логика, окей, инкам, значи како си инкамент на македонски? Седечкиот председател. Седечкиот председател, да, значи Се сме актуелниот дословени председател се термини. имаше некаква логика, меѓутоа кај носителите немаше никаква логика. Така што или многу мала логика имаше. Така што
еве, тоа што го предложив пред 3 години како кандидат за председател, би го предложил повторно и сега доколку решам да се кандидирам, а тоа е одлуката значи да имаш внатре партиски избори каде што повторно членовите би го пределувале. Оној систем како Америка. Добро, И тоа не е само за да воведеш добра демократија. инновација, добро. Не е само да демократија во партијата, туку заради тоа што ќе овозможиш едно 2 или 3 месеца во континуитет во јавноста да се дискутира за различни програми на различни кандидати. Така е. И ќе наметнеш позитивен. И сите Она зборуваат што се случува, па добро, тоа се случува со Америка на пример. А тоа е идејата ни, затоа после тие Така што види, кога би имале, кога пред година дена би го уведеле, би го увеле тоа и би постоело, можеби кандидатите ќе беа поразлични, не знам. Така што сите овие гласови што си ги слушал од натре, веројатно би се артикулирале за една внатре партиска нормална дискусија и избори во кои што можеби немало да биде стево, ќе бил некој друг. гласините стана уште погласни Кога носителите веројатно ќе беа сосема поразлични. Гласините беа уште погласни кога тој почна да се дистанцира од СДСМ во кампањата. За него логично, зашто меѓутоа види се. Стево исто така се споменува како човек кој да, како можен би лидер. можел да го наследи СДСМ. Сега легитимитетот кој требаше да го има во тој процес е дека тој ќе има повеќе гласови од СДСМ, ама Може ли да се катапултира лидерот надвор во СДСМ? Ја мислам немаше. Тоа се направи. Да се катапултира вака Мислиш некој. да се Да се инсталира. да се инсталира. Не, све може. значи има шанси и ивица. Боже, Све може, Боже, ако кажеш Сашо, така, меѓутоа, Боже, не, Сашо, види, да. за Стево не коментирам, не знам ни дали воопшто има таква амбиција, не е важно, али ако сакаме да бидеме честни и ако сакаме да покажеме дека сме примиле пораката од граѓаните и сме правилно сме разбрали ќе спроведеме во пракса, повторно ќе кажам, актуелното раководство на партијата, кој принцип треба да го имаме, значи не треба ни да помислуваме на таа. Така што зборам на било каква амбиција, за било каква, затоа што реков, дефинитивно не треба радикален дисконтинуитет. Сите ги ставаш во тој кош? Сите. Не ги ставам јас, граѓаните ги ставам. Граѓаните ги стави. Да, јас не ги ставам. Со се носителите? Топтан. Топтан. Да се врати Бранко. Ај тоа, наводно, може Црвенковски да го спасува Тоа не би СДСМ? можел, тоа ќе треба да го прашате сега. Ама знаеш, Очекуван одговор ова беше. СДСМ кога нема што да прават Бранко и спасува се тоа. Тоа е традиција, Доказ традицијата, дека ама знаеш Континуитет, секој тоа е. Види, мислам Ама он дека каже имаме дисконтинуитет радикален. мислам дека имаме Радикален дисконтинуитет. доволно материјал внатре и навистина не мислам дека сме у ситуација во која што некој треба да доаѓа од надвор да не спасува. Реално. Добро. Добро е, тука некој викаат би го укинувале СДСМ, како ќе укинете? А чеј, како со радикален дисконтинуитет која пратеничкова група ја бираше актуелното раководство? Или Или тоа таа не тема смета? треба и таа тема треба да се отвори секако. Понатаму Да. меѓутоа не е приоритет во моментов. Мислам дека моментот не е приоритет да имаме многу брза постапка во која што ќе се избере нов председател на партијата, ќе се Кога обнова. треба да отпочне таа работа? Ковачевски најава почеток на јуни, а? Денеска, не, мислам дека денеска треба да има Средано е. завршен одбор и јас очекувам искрено да бидам, немам информација што се случува, јас очекувам да видам кој ќе биде следните чекори, меѓутоа мора да иде брзо. Мора да иде брзо заради тоа што процеси во држава не чекаат нас. Значи не може ние да чекаме и да им кажеме слушате на ВМРО, се вие по полека малце, ние да се средиме, па едно за 4-4 месеци почнете вие да работите, па после. Значи луѓето им треба. Сам прво им треба нешто Кај ви ќе членови. бидете летно време вие председател? Не е летно време, тоа треба да се случи веднаш. Тоа треба да се случи во јуни мене која Значи чекај сега, ако во јуни на конгресот даде оставка и се повлече Ковачевски, некој преодно раководство ќе се избере веројатно. Во нема кој зашто се бира природно раководство. нема во Веднаш се организира. значи гласање. во кој терен да речеме почеток, да речеме 10 јуни. Поднесе оставка. Од тогаш е конгресот. До кога може да се избере нов лидер? Со се кампања Веднаш. се све. Веднаш. Значи до крај на јуни ќе има Крај на јуни, прва недела од јули, не знам. Крај на јуни секако, значи мора да се Или случи. се Јас мислам дека Па паралелно ние со ќе имаме избори у СДС, бе, ние ова, продолжуваме со не, не. избори. Сакавме да правиме летна пауза. Дефинитивно мора да се случи. Дефинитивно мора да се случи побрзо. Значи, Иначе никако. работите не чекаат нас. да. Знаете, има Процеси да не чекаат една нас. добра традиција, ги споменавте претходните избори како изгледале во СДСМ и така натаму. По светот има и сериозни и добри примери каде што ДИК, државниот Да. ДИК ги организира тие Тоа го прави внатре Израел. избори. И знаете, така се дава плюс уште еден легитимитет. Дај вамо да прочешламе избирачки список и така натаму ќе дојде од ДИК, сега не мора цел ДИК, али екипа ќе ви пуштат и они да ви ги организираат Ако изборите. како партија сме успеале да овозможиме преку
институциите, нели нормално нашата активност на институциите да имаме супер изборен процес во државата. Прво да кажеме дека не можеме тоа да го направиме внатре за самите нас, така да не мисля дека Дик не треба во историја. Нема, види, Да. малце знаеш, секогаш кога Дик го организира тоа се дава една во историјата Дик имаше побрзо од политичките политичките дека имаме партии. доволно капацитет да го направиме без Дик. Во Израел знаеш што прават дури 6 месеца, не, 3 месеца пред избори се излага на такви кај што граѓаните кажуваат кој на која листа е. Да речеме јас сум за Ликут и викам сакам прв да биде овој, второ овој, трето овој, Тоа консултативно. а после се оди на избори. Не, знаеш, суштината за прв пат во историја на Македонија Дик имаше резултати пред партиите. Тој изненади. Тоа беше фантастично добро се согласам. изненади. Јас бев вечерта бев на две телевизии, меѓутоа на првата кај што бевме, да, дури беше со мене Антонио беше од ВМРО. И кај него и кај мене резултатите многу повеќе доцна него на Дик. Дик имаше, да, сосема. И повторно се изненадуваме од нешто што е да кажеме во Нормално. работи очекуваат. Али не, добро, треба да се поздрави со согласие. знаеме Дик ги Не, брои треба да се поздрави со 3 согласие. Не, недели, треба да се. 4. Да, и они беа уствари нивните резултати после тоа се цитира секаде, така беше. Најбрзи беа Така од беше. секде. И така и треба да биде. Имавме од аналитичките центри на ВМРО и на СДС Така и треба да податоци биде. вечерта и после ги баталивме Не, кога видовме фантастично дека добро Дик беше се тоа. преднив по преброени, по број на гласови и така натаму. Чекај, мислам дека можеме полека да ја затвараме мисијава. Не, се за самиот крај пред затварање. Аха, за самиот. Уште Ивица нешто. постави го клучното прашање што им го поставува на сите слушатели. Ќе ја биде ли Македонија? Дефинитивно да. Така, Значи, видиш, ова ни е прашање за самиот крај, нормално се шегуваме. да, знаеме дека ќе биде, меѓутоа убаво е да се праша. Останува да видиме што ќе се случува. Добро е што вака вие сте се разбудиле, го очеку. Видовме будење кај многу други функционери на поранешната. Уствари се уште актуелна. И јас сум буден 3 години, јас сум буден цело време. И тоа Имаше една песна од Бајага, Буџење јаранок пролеча и благи бол у грудима. Така. Не стигнавме многу да разговараме за Тирс, но Има Не е прилика, тема, не е проблем. тоа тема. Денеска. со инвестиции како стоиме? Добри сме. Добри сме. Имаме она што е најважно, имаме раст на работни места, имаме раст на плати. Тоа ми е мене најважно. На луѓето им е најважно, така што све друго е втор план. Ке разговараме, имаш таму одредени скандали, така натаму, кој постојано те некако ќе ги извади. Не, тоа беше обидно нашиот политички опонент да направи малце дисторзија, да не трне од страна од фокусот, меѓутоа фокусот си Чекай остане. сега, за тоа баш работни ќе места. видиме Да. сега. За Никој тоа да не баш слободно ќе нема зборуваме, права да се ќе задоволства. зборуваме. Никош не сум бегал од разговор, зашто На сите кандидати на СДСМ кои ќе бидат, кои ќе почне тој процес, еве ако доколку одлучите и вие, им нудиме простор на радио лидер, ќе правиме и дебати, ќе разговараме. Не само за со лидер, сите. веројатно ќе има кандидати генерален секретар, ама тоа не се Ние- бира не тоа сега, лидерот. не сега. Ние ја и Ивица сепак не го даваме би Ивица СДСМ се. Матична Било што партија не е за фреквенција, Не го знаеш, даваме. Ја у живот сум бил член само на една политичка партија, тоа е СДСМ, од друга не сум отишол, сега сум прекинал да бидам член во моментот кога Заев станал председател. И најверојатно никогаш нема да се вратам. Останете со 98,1 почитувани слушатели. Се гледаме утре со, утре сами ќе си направиме Ивица една анализа. Не, чекај. Не сме се скарале одамна. Имаме и други. Кај ќе зборуваме? Ќе збори, ќе се договори.